Сега, во животот, креирајќи, создавајќи, творејќи, човекот прави дадени работи, дадени ситуации кои што некогаш не се како што треба. Гледате, сега целата идеја, она за кое што сакам да зборувам е дека идејќи низ животот, креирајќи го животот, создавајќи го животот, правејќи го животот, она што се случува е човекот ќе направи некој тип на грешка, некој тип на прекршок, некој тип на нешто кое што едноставно можеби е тешко да го соочи, не сакал да го направи. Нели има човекот прави грешки намерни и прави грешки ненамерни. Но поентата е во корекцијата и во себе корекцијата. Доколку човек знае да направи корекција. Знаете како у компанија имате продукт и тој продукт ако не функционира, односно мора да помине даден тип на quality control, даден тип на проверка на квалитетот, но исто така во дадени компании и фирми има оддел за корекција каде што доколку некој прави нешто кое што не функционира или едноставно прави грешки или не прави продукти како што треба, тогаш има оддел за корекција кој што го коригира самиот вработен. Гледате, многу е тешко во животот, полесно е да не коригира некој кој што каде што сме на работното место, имаш предпоставен, таму си сакал неќел мораш да се коригираш поради тоа што знаеш дека ти зависи работното место, ти зависи платата и сакал неќел ќе бидеш коригиран доколку правиш грешки, доколку правиш работи кои што не се најсеени или како што треба. Ама што се случува кога во животот сам ќе направиш грешка и колку ни е потешко сами да се коригираме? Прво ни е потешко сами се коригираме поради тоа што човекот има еден проблем да признае дека сгрешил или да увиди дека сгрешил. И можеби ќе признае дека сгрешил и увидел дека сгрешил, поради тоа што гледате грешката и неодговорноста прави животот да не штима. Сега, што прави животот да штима? Одговорноста е. Сега, што е одговорноста? Подобрување на квалитетот на животот на тие околу нас. Подобрување на квалитетот на работата, подобрување на релациите дома, подобрување на физичкото здравје, изгледот, што и да е да го подобрите, вие сте одговорни. Односно, функционира нештото како што треба, поради тоа што имате вашата енергија која што ја давате за околината и за себе си, не само за околината. Тогаш работите функционираат поради тоа што одите одговорно за околината. Но ако имате ситуација, ја овој сум го кажувал пример со сестра ми, ќе влезам ја како помал да се истуширам, Ирена треба после мене да излезе, нема вода, ја мислел, сестра ми не сум ставил во свесноста и во умот, фактички дека и она треба да излезе после мене, Ирена нема вода, она што се случува настанува кавга помеѓу мене и неа. И животот не функционира помеѓу мене и неа, барем у тие 2 дена, 1, 2 дена, 3 дена, поради тоа што има даден тип на неодговорност кој што прави негативна емоција кај другиот човек. Која на некој човек ќе му направите преку неодговорна акција, неубава емоција, тогаш он што ќе направи, ќе ви направи животот да не функционира. Сега, кога имате некој човек каде што очигледно животот не му функционира, многу често тој кој што не е свесен, он што прво покажува е дека други се криви зашто неговиот живот не функционира. Гледате, тоа е интересно. Колку е човек помалку одговорен, повеќе окривува други за неговите грешки, колку е човек посвесен и поодговорен, превзема работи за себе корекции, себе увид тој. Наједноставно да ви кажам едно интересно правило. Дали сте виделе на работно место, ќе имате некој човек кој што е најмалку одговорен, кој што ич не е одговорен. Тој никако да го коригирате него. Он има его, он све знае, он не може да биде коригиран, не може да сгреши. А оној кој што у суштина е најодговорниот, тој превзема одговорност самиот, дури повеќе од колку што сгрешил, поради тоа што он сака работите да функционираат како што треба. Луѓе, кога имате, например, енергетски вампир околу вас, тој постојано креира проблеми. Има убава дефиниција за проблемот, филозофот Хабар вели проблем е намера, контранамера. Значи, едниот има една намера, другиот има контранамера и тоа може би ве загрижува. Сега, замислете, имате некој човек кој што постојано ви става контранамери, постојано ви креира проблеми, и тогаш и вашиот живот не функционира, ама не поради тоа што можеби вие сте неодговорни, туку поради тоа што има неодговорен човек
може би во ваша околина кој што од секе направи проблем. Гледайте, ако сакате да направите животот да ви функционира, ако имате неодговорни луѓе околу вас, гледайте да ги научите на одговорност. Дури и на работното место, ако сте предпоставен, ако сте менаџер, ако сте одговорен, и ако постојано им ги решавате проблемите на тие кои што се под вас, ви она што ги учите е он да искрира уште еден проблем кој што ќе ти го презентира тебе. Но ако сакате стварно тимот да ви функционира, и слушате го за проблемот и замолете го да ви најди барем 3 решенија за проблемот кој што тој ви го презентира. Поради тоа што кога ќе го натерат, а ова функционира секаде. Ова функционира и во домот. Некој постојано креира проблем и слуша го и замоли го да најде решение за тој проблем. Но што е неодговорноста? Несакање да се најде решение. Како гледаш дека работите нема да функционираат? Нема волен човек кој што ќе сака да најде решение. Кога волноста на човекот е таму за да се изнајде решение, тогаш работите функционираат. Ама ако некој човек не е волен за да се изнајде решение, тогаш работите не функционираат. Сега, решенијата доаѓаат од свесност. Исто така, убавите решенија доаѓаат од себе увид за нештото кое што треба човекот да го коригира. Кога имате дадена ситуација каде што човекот ќе свати, тоа го кажав минатиот пат, ако сакате човекот, не имате некој човек кој што ве гледа негативно. Многу често имате човек кој што ве гледа негативно поради тоа што тој ви сгрешил вас. И кога ќе ви сгреши вас, он ве гледа негативно затоа што мора да си го оправда тоа што ви го сгрешил. Но ако не превземе одговорност за неговиот акт, ќе продолжи да ве гледа така. Сега ти не можеш да направиш нештото да функционираат со него, сем ако не го едуцираш, фактички, ако не го едуцираш како да биде одговорен. Гледайте, ако го едуцираш како да биде одговорен, тогаш работите се супер. За него добро, за тебе добро. Поради тоа што ако имате неодговорен човек околу вас, кој што не е едуциран, а неодговорноста меѓу другото доаѓа од неедукација, видите, неедукацијата е на некој начин еден тип на зло, поради тоа што не ни дава свесност. Сте видели, например, неедуцирани луѓе колку се спремни, од моје гледиште, кога ќе речам едуциран човек, не мислам само некој човек што завршил факултет, имате едукација сега која што е многу убава едукација, каде што имате себе подобрување, човек кој што работи на сам себе, кој што работи на големување на својата свесност. Тој човек, гледате, прво едукацијата ја разбавува душата. Кога имате едуциран човек, неговата душа е подруга и тој човек кој што е стварно едуциран, сака да обично, ќе речам обично, поради тоа што имате и многу едуцирани луѓе кои што се катеј луѓе, како да ви кажам. Нема врска што е тој едуциран. Но во поголемиот број на случаеви, за мене барем ова е вистина, кога имате некој човек кој што е едуциран, пак речам, не мора да е едуциран академски, него едуциран преку читање на книги, преку сакање да научи и да разбере мудрост, иако мислам дека и самиот факултет из ова, само ќе зборам, ќе имам еден лайв за вашите деца, ќе ви помогнам како да ги натерате да учат. И ќе го зборам ова, ќе ви помогнам како да ги натерите вашите деца да учат, поради тоа што ако сте виделе еден од најубавите, сега е многу модерно умрежување, нетворкинг на англиски, умрежување, в смисол да дојдеш во конекција со луѓе. Но што е најдоброто умрежување што сме го имале во нашиот живот? Средно, основно средно факултет. Сега, кога имате вие пријатели од вашиот факултет, ти можеш да му се јавиш секогаш да ти помогне во врска со нешто. Сега кога ќе зборам за многу убави работи поврзани со едукација, но тоа ќе оставиме за некој друг лайф и ќе ви помогнам како децата да размислат и да ја засакаат едукацијата, затоа што имате многу деца денеска, што ќе ми е мене школа, што ќе ми е мене учење, не разбираат колку е битна едукацијата. Затоа што едукацијата луѓе ја разубавува душата на еден човек. И кога човекот има таква разубавена душа, едуцирана душа, или Нарсова, кога беше со мене на едно предавање, кажа многу ово нешто, а тоа е дека зборот просвета, нели едукација фактички доаѓа од просветленост. На англиски enlightenment. Да просветлиш. Enlightenment значи просветленост. И тоа е едукација. Фактички едукацијата е просветлува душата. Што ми е поентата? Кога човекот чита, се едуциран, презема одговорност, поради тоа што знаењето е зголемува одговорноста. Сега, кога човекот е едуциран и кога човекот знае, он има и чувство на етичност, затоа што има
ни затоа што има свест. Сега, кога човекот има свесноста и кој има едукацијата и кога сваќа дека во животот никој не обстанува сам, мораме да се сплотиме и мораме да обстанеме заедно, тогаш човекот почнува да бива тимски играч. Гледате, тимски играч не прави проблем, но соло играч у тим прави проблем. Поради тоа што не е свесен за околината. Што е тоа што ни го измазнува животот? Што е тоа што ни прави животот да функционира? Одговорноста. Сега, сте видели ли наједноставен пример? Не функционира бракот. Жената и мажот се скарани за нешто. Не функционира, не иде. Еден од двајцата ќе превземе одговорност. Може би мажот 70% е крив за ситуацијата. Може би 50% е крив. И он ќе превземе прв одговорност за неговиот гест. Сте виделе како кога еден човек ќе превземе одговорност, кај другиот човек се ува волноста и тој да превземе одговорност, ама кај нас има еден инат кој прв ќе превземе одговорност, за да направи нештата да функционираат како што треба. И сега во ситуацијава може да имате и ово одеше баш денес одеше како рилс, односно како стори, кога ја кажував приказната за детето и мајката. Дека детето ми вика на мајката: мамо, кога ќе се вратам дома, ќе се вратам со другари. Мајката му вика: ако, ама да си расчистите после вас. Детето вика: мамо, ќе се расчистиме. Ни чистат, ништо, детето си заспало, другариве си отишле, мајкава доаѓа изморена од работа, гледа хаос низ дома, се нервира, почнува да средува, ами и она уморна заспала. Утрента детето се буди и вика: мамо, да ме носиш со другариве таму и таму, тој и тој. Мол, не може. Не функционира одма животот, гледате, не функционира. Зашто не функционира сега животот за детево? Поради тоа што он претходниот ден бил неодговорен. Многу едноставно зашто не функционира животот, затоа што неодговорноста ви прави проблем. Другиот пример што го дадов за дечко и девојка кои што седат у некој кафич на Коњопој, тазе, уврска, доаѓа некоја негова другарка, он на неја и обраќа 20-30 минути муабет, ја запоставува својата девојка. Девојка ви паѓа енергијата и паѓа емоцијата. Утрента треба да јату солон, она солон на нос ке му го качи. Зашто не функционира солон? Па затоа што претходната вечер имало гест кој што е направен, кој што бил неодговорен. А што е неодговорен гест? Немало емоционална перцепција за другиот човек. Емоционална интелигенција. Ајде така да речеме. Перцепција за околината. Да. Сега, ако човекот нема перцепција за околината и овој не му текне, поздрави се со другарка ти, одма запознаја неа со твојата девојка, впушти у муабетот и девојката и прегрни си ја девојката додека избориш на другарка ти, да видиш како нема да има уопште проблем. Затоа што таа емотивна перцепција, таа емотивна интелигенција не заштитува од тоа да искреираме проблем со други луѓе. Сега, зашто нас не ни функционира животот, па треба да поработиме на каде ние сме утнале работата и каде треба да преземеме одговорност повеќе. Поради тоа што, гледате, универзумот чека од вас да преземете одговорност, поради тоа што ние сме универзумот. Ако ние функционираме, со други зборови, ако ние преземеме одговорност за работите кои што сме ги направиле и признаеме дека тоа е наша креација, тогаш проблемот го снемува. Проблемот е резултат на неодговорност. И детево да се враќа во приказната, вика: мамо, зашто не ќе да ме носиш таму и таму? Не те носам, зашто не? Нека те носи таткото тенис игра. Нека те носи мајката не ќе да го носи. Зашто не ќе да го носиш, мамо? Што е проблемов? Што ми кажа вчера? Што ти кажа? Па ќе дојдете со друштво, ама ќе се раскрнеле, ама знаеш што, нема изговор. Изговор што е? Изговор е одраз на неодговорност, иначе немаш изговор. Изговорот значи си имал неодговорност. И се гледате, он ќе преземе одговорност. Ќе досреди, ќе дочисти, ќе усиса, ќе избрише прашина. Што и да ќе направи дето? Ќе гушне мајката и вика: мамо, извини, сгрешив. Ако сакаш да ме носиш, добро, ако не, тоа е. И мајка ќе се насмее и ќе рече: ај, облаки се. Облаке се. Зашто функционира животов на детево сега? Затоа што презема одговорност. Луѓе, кога ќе видите дека со некој човек релацијата не функционира, гледате кај му се сменила емоцијата. Прво гледате кај се сменила емоцијата, поради тоа што не секојаш луѓето ќе ви каже: слушај, ти ми сгреши тогаш и тогаш. Зашто и он не ќе да збори, сака да збори, он има внатрешна борба.
Ама емоцијата му е сменета, ти точно перцепираш емоцијата на човеков му е сменета. Мајката рекла на таткото дојди затоа што на мајки е роден ден. На мајки е роден ден. Мајката слави 80-ти роден ден. Му вика дојди таму и таму утре у 5 сат се собираме сите на ручек. Те молам немој да касниш. Важи доаѓам јас. Одместо 5 дошол у 7, женава ифрит љута, ама поради тоа што мајка и не сака мајки да се наљути, односно мајки да препознае дека има кавга, она, окей, ништо не прави тој ден. Тоа било среда, у петок треба да му дадат другари. Мона вика какви другари? Излезете си. Ама нели рековме мезе ќе правиме, какво мезе бе, какви другари, пали се темо. Нема шо те, не се проблемот е у петок. Проблемот не е од петок, проблемот е од средата. Проблемот е у средата, зашто он дошол у 7 место у 5? Зашто? Поради тоа што немал перцепција за другата страна. Немал перцепција за бенефитот на другата страна. Епа луѓе, ако немаме перцепција за бенефит на другата страна, животот не може да функционира. Ќе го успориш сам по себе, поради тоа што ќе те отфрлат од функционирање не другите сегменти од животот. Подразбирам. Сопруг, сопруга, пријатели, работа. Полека ќе те отфрлат сите. Ја имам еден цитат, тој на кој што сите му се криви, тој не е прав. Гледате, тој на кој што сите му се криви мора да е многу неодговорен. Мора да е многу неодговорен. Иначе, нема да развие таков став за сите други луѓе. Но кога ќе видиш дека некој човек стварно е добар човек, неконфликтен човек, кој што едноставно дури и премногу па на душа он си зима, ама тие меки луѓе кои што сакаат да нема проблеми, обично и поише се зимаат на душа колку што треба да се земат на душа, а другиве дебелокосци кои што не мислат уопште за другите луѓе, овие се помала емоционална интелигенција, тој не му е проблем да ти направи проблем. На човеков што нема толку многу емоционална интелигенција, тој што е дебелокожец, тој кој што не перцепира друга страна, на тој не му е проблем да има проблем. Но овој што е перцептивниот човек, што сака да има све хармонија и склад, он нема да направи проблем и он ќе превземе повеќе одговорност отколку што треба за да се реши проблемот. И затоа ги имате тие луѓе кои што се фантастични, тие луѓе го носат светот. Знаете, кога предавам во компании, имаме тимбилдинзи со компании, многу често ќе им кажам, гледате, овие предавања се за 30-40% од луѓето што ја носат компанијава на грб. 30 до 40% од луѓето ја носат компанијата на грб. 30-40% не менја дал се таму. А дошле на работа, а не дошле на работа, луѓе искрено не менја. Затоа што вие 30-40% и за нив ја работата. И 20% се стопери. У компаниите 20% се стопери, 30 до 40% ја носат компанијата на свој грб, работат за сите, имате 30-40% што се шлепаат на грб на овие што работат. И сега, тие што уствари се трудолюбиви, волни и сакаат да работат, тоа се луѓето кои што фактички го движат светот. Тоа се шампионите на оваа планета. Гледайте, мораме да наоѓаме решение, мораме да бидеме одговорни за околината, поради тоа што ние сме се. Зборував од филозофот Хабард, гледайте ги 8-те сегменти на животот. Пред 3-4 лајва беше. Вие ја барахте таа тема. Кои се 8-те дела, кои се 8-те пориви на еден човек? Е сега, ако сакаме животот да функционира, прво треба да го разбереме што е животот. Што е одговорност, што е ум, што е душа. Гледате, тие поими ние не ги дефинираме. Луѓето ги користат, ама немаат дефиниција за тоа. Е сега мораме да ги ставиме работите во дефиниција, за да можеме да ги разбереме. Мораме да ги дефинираме нештата на животот за да ни биде појасен. И кога работите ќе станат појасни, на луѓето им е полесно да бидат одговорни. Океј? Убав викенд, се гледаме повторно понеделник. Чао!